Председателот на САД Доналд Трамп денеска отпатува на границата со Мексико, во регион каде досега се фатени најголем број лица кои легално сакале да влезат во државата. По прогласувањето на епидемија од морбили, 1300 деца во Македонија се вакцинирани со цел да се спречи ширење на заразата. Кина го снабдува Блискиот исток со воени беспилотни летала. Побарувачката расте. Останете со нас. Гласот на Америка на македонски, јас сум Анеда Шијакова. Откако последните преговори помеѓу американскиот председател Доналд Трамп и демократите завршија неуспешно, Трамп денеска оди во посета на границата со Мексико, а владата и натаму останува затворена. Председателот на САД Доналд Трамп денеска отпатува на границата со Мексико во градот Мекален, Тексас, каде се планирани брифинзи за граничната безбедност. Тој ќе го посети регионот долж реката Рио Гранде, каде во изминатите години агентите на американската гранична и царинска контрола фатиле најголем број лица кои легално сакале да влезат во државата. Групите за заштита на правата на граѓаните кои се спротивставија на имиграционата политика на Трамп и на неговите барања за зидот денес планираат протести. Министерството за трговија на Кина соопшти дека Вашингтон и Пекинг постигнале напредок во преговорите за трговските структурни прашања, како што се трансферот на технологија и правото на интелектуална сопственост, но недостатокот на детали од двете страни ја нагласува неизвестноста, велат аналитичарите. Разговорите во Пекинг, кои требаше да завршат во вторникот, беа продолжени и завршија вчера. Државниот секретар Мајк Помпео изјави дека САД остануваат посветени на борбата против ИСИЛ и покрај повлекувањето на силите од Сирија. На пресконференција во Египет тој рече дека останува одлуката на председателот Трамп за повлекување на војните трупи. Државниот секретар додаде дека САД ќе останат цврст партнер во регионот и повика секој од земјите да преземе акции за да се победи тероризмот. Ситуацијата со морбилите во Македонија останува сериозна, а од Министерството за здравство информираат дека забраната за носење на невакцинираните деца во градинка ќе трае се додека е на сила епидемијата. За ова известува Мики Трајковски. За разлика од Скопје, каде пред неколку дена беше прогласена епидемија поради зголемениот број на случаи заразени од мали сипаници, односно морбили, ситуацијата во внатрешноста на Македонија е стабилна, уверуваат за Гласот на Америка здравствените власти. Лекарите предупредуваат дека последиците по здравјето на децата поради невакцинирање може да бидат сериозни. Ова е Јованка Коровешовска, епидемиолог во Центарот за јавно здравје во Охрид. Значи, најчесто компликација имаме бронхопнеумонија, енцефалити, воспаление на мозокот, со секако дава своји последици на глувост, слепило, одземеност, така да последиците се страшни доколку се избегне вакцинацијата со морбили. Меѓутоа, и покрај тоа што младите родители знаат колку е опасно, доколку детето не биде вакцинирано, се помалку ги носат децата да бидат вакцинирани. Во главниот град има масовна вакцинација на невакцинирани деца со МРП вакцина со цел да се спречи ширењето на епидемијата. Од Министерството за здравство велат дека за да се прогласи крај на епидемија треба да поминат 2 инкубацијски периоди од последниот регистриран случај. Доктор Коровешовска вели дека е сосема неточно поврзувањето на оваа вакцина со појавата на болеста аутизам кај децата. Ја поврзуваат со присуството на жива. Жива како елемент ја нема во вакцинацијата, туку ја има соединение. А ние соединение на жива внесуваме во организмот со најразлични животни продукти. Вакцинава е од 72 година. Значи, од 72 година немаме ние зголемен број на аутистични деца, да речеме дека тоа е резултат. Родителите што помалку да се консултираат со социјалните мрежи и разните информации кои може да се прочитаат таму, а државата да спроведе кампања за потребата од вакцинација, велат педиатрите. Ние треба да влијаеме нормално како педиатри и влијаеме на популација. Пак ви верам, тоа е некој тренд можда кој што не е само во нашата држава, затоа што сум присуствувала на педиатрски конгреси кои што во последната година, значи во ниво на бивша Југославија држави надвор, каде што истиот проблем го имаат. И на територијата на Охрид, процентот на вакцинација со оваа вакцина последните 2 години опаѓа и изнесува 85%, за разлика од минатото, кога тој офат бил 99%.
Властите уверуваат дека вакцините кои се набавуваат во Македонија се квалитетни и од најреномирани европски производители. Од Охридска, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Дали Тереза Меј ќе добие битката за Брекзит во парламентот? Големо прашање. За ова известува Хенри Риджвел. Во понеделникот беше презентирано како може да изгледа хаосот. Околу 100 камиони учествуваа во вежбата за тестирање на плановите на Британија за така наречениот Брекзит без договор. Од напуштен аеродром, конвојот се пробиваше низ 30 километри долгиот сообраќаен метеж кон пристаништето Довер. Низ овој премис секојдневно минуваат 10.000 камиони. Планерите предупредуваат дека било какви застои на царината или безбедноста може да предизвикаат конвој од возила 50 километри. Поздравувам одделот за транспорт што се подготвува за Брекзит, но подготовките се премногу мали. Излезот на Британија од Европската унија на 29 март е преточен во закон во Обединетото кралство. Но надежите на премиерката Тереза Меј договорот за Брекзит да биде усвоен во парламентот и со кој треба да се обезбеди непречен излез се мали. Продолжуваме да работиме на уверувањето и обврските од Европската унија. Во меѓувреме, економијата во Британија забави со раст од 0,1% во последниот квартал. Брекзит и глобалните трговски тензии влијат негативно и на економиите во еврозоната. Аналитичарите велат дека антивладините протести во Франција негативно влијаат на растот. Движењето се прошири и во Британија. Поддржувачите на Брекзит облечени во жолти елеци и пред парламентот со барање дека референдумскиот резултат е реален. Го сакавме Брекзит и го сакаме сега. Ние не гласавме за половични мерки, гласавме да бидеме надвор. Но најголемата анкета по референдумот покажува промена во расположението за останување во Европската унија од 54 на 46%. Ова ги покрена прашањата за уште едно гласање. Ако има уште еден референдум, колку би биле поделени? Дали ќе биде уште полошо од последниот? Тереза Меј се надева дека отстапките од Европската унија во последен момент ќе го спаси договорот. Кина се соочува со растечка побарувачка на воени беспилотни летела од Блискиот Исток, обезбедувајќи нови армиски капацитети за и онака напнатата безбедносна слика. Ова го покажува најновиот извештај на Американскиот кралски институт со седиште во Лондон. Хенри Риджвел има повеќе. Неодамнешно емитување на кинеската државна телевизија CCTV за глобалното достигнување на вооружената програма за беспилотни летала. Од компанијата вела дека само што го продале 100-тиот модел на беспилотно летало, наречено Wing Long. Гласот на Америка не може да ја потврди автентичноста на видеото. Една од можностите е да се продолжи да се надгледува ситуацијата на военото поле и второ да се изврши удар врз чувствителните мети во одредени временски периоди. Ваквите перформанси го привлекуваат вниманието од купувачите. Кина се соочува со растечка побарувачка на Блискиот Исток за воени беспилотни летала, според извештај на Американскиот кралски институт со седиште во Лондон. Зошто САД одбиваат, како и Велика Британија и Франција, да извезуваат армиски модели од познатите серии на беспилотни летела Предатор и Рипер? Кина се наметна да ја пополни празнината со побарувачката и го понуди моделот Wing Long. Во Иран, Турција и Обединетите Арапски Емирати, авторите на извештајот велат дека беспилотните летала се користат во ситуации каде конвенционалните воздушни сили се во опасност при одредени операции. Во случајот со Иран, развојот на беспилотните летала е копиран од Израел, при што им се дозволува да оперираат и да вршат воздушни напади во Ирак и во Сирија. Турција, Израел и Саудиска Арабија брзо ги развиваат своите армиски програми. Американскиот председател Доналд Трамп се заложи за релаксирање на забраната на извоз на армиски беспилотни летала, но нејасно е кога тоа може да се случи. Извештајот наведува дека таквата програма на политика може да има големо влијание врз користењето на технологијата на секаде на Блискиот Исток. Тука е крајот на вестите. Ви благодарам на вниманието. Гледајте не и утре во истото време.